Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 78 издание. А денес ќе ви говорам за една мистериозна ТВ серија во која секој што ќе стапне во градчето во серијата нема да може да го напушти, колку и да се обидува да излезе од патот низ кој што има пристигнато, тој секогаш ќе води назад во градот. Жителите кои стануваат негови заробеници се помируваат дека ќе биде дополнително лимитирано нивното движење, затоа што кога ќе падне мракот во шумата, која го заобиколува градчето, излегуваат човеколики битија кои не смеат да бидат поканети во домовите, во спротивно нивната посета ќе биде платена со живот. Не е од помошни чинител што тие најчесто представуваат некој од починатите блиски, кои ги искушуваат пред се жителите да ги пуштат во нивните домови. Стана збор за научно-фантастичната хорор ТВ серија From, за која ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103, која што го започнавме со две моќни композиции, односно Old Tire 3 и Chameleon Fun, односно тоа е и насловот на новиот албум на Mano de Mono. Стана збор за бенд кој што ни доаѓа од Сардинија, од Италија, значи започнуваме со еден италијански стонер рок бенд кој си води своји корени од пустината од 90-тите, односно со Palm Desert сцената од една страна, од друга страна има гранж елементи, барем во самата дисторзија, и од трета страна нели води некакво мочуришно влијание, односно од Нью Орлинс, од таа сцена, од тие слажи предели. Така што кога ќе се направи ова звучна хибридизација и сето тоа се ситуира во Сардинија, ќе ги добиете Mano de Mono, од кој што албум Chameleon Fun ќе го слушнеме уште Lying Bones, така што ќе може да изобележите и сите тие корените блузерски влијанија кои што ги имаат овие музичари кои можеби не се растени на Делта блузот, меѓутоа и во Италија и тоа како знаат да свират стонер. А доколку сакате да знаете како ќе се обидат да избегаат жителите од проколнатото градче, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 78-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за From, која представува научно-фантастична хорор серија, создадена од страна на Џон Грифин, човекот кој има напишано една епизода од новите Twilight Zone, кој што ги реимагинираше Джордан Пил, и ја има работено Magic the Gathering, односно ТВ верзијата, како и сценариото на филмот Crater. From е продуцирана од страна на Epix, кабелска телевизија во собствеништво на MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, што значи дека има датотека на филмови од Orion Pictures, United Artists, The Samuel Goldwyn Company и од зачетоците на Paramount. Ретко ви говорам за оваа телевизија во рамките на мојата емисија, која што, иако во 2016 се вклучи поинтензивно во стримерските води со Berlin Station, немаше конзистентност и пред се квалитет на понудената програма, па периодично се појавуваа своевидни позитивни изблици на овој канал, како што беше, например, неодамна завршената хорор серија Chapelwaite или па Fall River, за кои за жалете не стигнав да ви направам емисија. Се надам дека во иднина ќе имам можност да компензирам. Били да ките моментално во тек на овој канал, а последниот наслов кој го привлече моето внимание беше документарната Mr. A and Mr. M, односно The Story of A&M Records, а во најава им се неколку музички ТВ серии, односно Song That Changed the World и Woman Who Rock, и криминалистичките The Making of a Haunting, односно The Amityville Murders и Murph the Surf, во рамки на документаристиката. Така што и граните серии кои што ќе може во иднина да ги погледнете е A Column of Fire, Rocketman и долго очекуваната Slaughterhouse 5.
така што ќе внимавам на овој канал во иднина многу повеќе отколку тоа што сум правил во минатото, доколку сепак понуди нешто вредно за дискутирање, ќе заврши на менито и на TV103. Серијата содржаше 10 епизоди од 50 минути, што значи дека за да ја изгледате во целост ви се потребни речиси 8 часа. Почна со емитување на 20 февруари, фрлајки мамец од 3 епизоди, се разбира со клифхенгер кој што завршија, за да се фатат потенцијалните гледачи кои потоа ги влечеа недела за недела, завршувајќи 2 месеци подоцна, односно на 10 април. Јас не ја гледав кога се емитуваше, затоа што немав трпение да ја чекам секоја недела и ги избирав додека не седнав да ја изгледам со низиното преполување на 2-3 дена. Не сакав да влегувам и да излегувам во неја секоја недела, иако ако тоа е начинот на кој што вие си преферирате да ги гледате сериите, ова дефинитивно може да ја изгледате на таков начин, едноставно јас сакав лично да влезам и да престојувам подолг временски период во неја. Поинтензивно пред се. Во серијата станува збор за едно злокобно градче во средиштето на Америка, кај што ако пристигнете, никогаш нема да може да го напуштите, барем не ликовите кои што се наоѓаат во него, а со оглед на тоа што сите патишта за излез всушност се патишта за влез во самиот град, така што сите негови случајни минувачи стануваат постојани жители на кои не име се едно што се заробени во неговиот округ и секој на свој начин се обидува да избега, меѓутоа штом падне мрак, од шумата се појавуваат демонски битија, своевидни changelings, кои се престоруваат дека се нивни блиски, двојници, а починатите кои што ги искушуваат да им ги отворат вратите и прозорците, за кога тие со слаб карактер ќе попуштат и ги отворат, да бидат распарчени од страна на овие демонски представленија. Градот го запознаваме кога ќе пристигне во него семејството Метјус, за да согледаме дека сите новодојденци мора да подлежат на воспоставената хиерархија на градот, кој си има свој шериф, односно и негов заменик, кој врши и двојна функција како градоначалник на градот и мора пред се да одлучат дали ќе живеат во куќа која ќе им биде доделена во самиот град или во слободоволно ќе си живеат во комуна која што се наоѓа во куќа во периферијата на градот, кај што се дели поседот, сите имаат право да користат што сакаат и милуваат и забавата не запира 24/7. Врз основа на карактерот на ликовите, секој си го наоѓа своето место во градот, таму каде што би му било најприродна околината како би можел тој да функционира и да се реализира, па така и настанува јас во семејствата, кај што, например, постарата ќерка ќе оди да живе сама во комуната, зборувам сега за семејството Метјус, додека останатите членови ќе се вселат во градот. Пред се тоа прави иницијално демонстрирајќи незината тинејџерска бунтовност и порив да прекори за преселувањето всушност, односно нарушувањето, односно кратењето на корените каде и да стапнат ова фамилија која што постојано е во движење таму каде што има работни обврски таткото, така што секоја воспоставување на пријателство завршува со разделба и тоа внесува фрустрации кај нивната ќерка, а поделеност има и кај шерифот и кај неговиот син кој што исто така живее во комуната, додека неговиот татко си живее во куќа во самиот град. Семејството Метјус е напукнато, не биле среќни во големиот град и долго време не ни функционирале како избалансирана семејна заедница, па градчето на некој начин им дава можност да посветат поголемо време и внимание еден на друг, а тоа нема да го спречи таткото и мајката да бараат начин за излез од градот. Имено серијата
допира до проблемите на справување со губитоците, обидите за започнување на нов живот и пред се агонија да се обстои во малото место покрај ноќните закани, барајќи нели си го своето место во ова општество во мало, без да се заврши во приколката која не е заштитена од талисманите кои што ги штитат куќите, односно која представува своевидна гилотина на сред село, каде пред се казнуваат со смрт прекршувачите на наметнатите закони во манирот око за око, заради тоа што мора да се воспостави некаква си догмастика за тоа што доколку би ги немало тие закони, мислам дека многу брзо ќе настанеше меѓусебно погубување на жителите на градот, така што мора да се воспостави некаков ред и прекршувањето на законите треба да во на некој начин да биде казниво, и методот кој што го имаат избрано жителите на градот е всушност ова незаштитено комбе во кое што престојуваат затворениците кои што имаат извршено злодела, и на некој начин ова е таа нивна смртна казна. А насловите на епизодите се Long Day's Journey into Night, The Way Things Are Now, Choosing Day, Our Rock and Far Away, Silhouettes, Book 74, All Good Things, Broken Windows, Open Doors, Into the Woods, All the Places Will Go. Се имињата по кои што се насочуваат случувањата пред се и се димензионира случувањата кои се одвиваат во рамките на епизодите. А уште во 2018 година YouTube Red најави дека ќе продуцира серија на Грифин под закрила на Midnight Radio и на компанијата на браќата Русо, кои што ги знаете од сите тие стрипаџиски блокбастери. А во 2021 година беше купена оваа серија од страна на Epix. Почна со снимање на во мај минатата година во Халифакс, односно Нова Скоша, снимајќи околу градчето Lower Sackville, и реката која што помина покрај него, така што тоа е локацијата каде што е работено, односно каде што се наоѓа ова замислено градче. И на април 2022, конкретно 24 април, Epix најави дека ќе има, односно дека е одобрена втора сезона на самата серија, која што ширум светот беше дистрибуирана од Netflix, така што во Европа и кај нас може да ја најдете на овој стриминг канал, кој што има подобро воспоставена мрежа и помеѓу државите и за незино дистрибуирање за разлика од Epix. Ако воопшто може да ја најдете во нивната хиперпродукција, односно во иглата во нивното сено кое што ја создаваат година во година, и нивната библиотека станува се понедостижна и понедоснижна. Меѓутоа, ако се потрудите, можеби ќе ја најдете From во сите тие нивни медиокритетни серии. А тука може да направиме ние на кратка музичка пауза. Имено во продолжение ќе ги слушнеме Sound of Smoke, ќе ги слушнеме со композициите Strange Fruit, Witch Boogie и Devil's Voice. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Фрајбург, односно од Германија, така што тие свирате на комбинација помеѓу блуз рок, стонер рок, психоделичен вајб содржат нивните композиции кои што се препознатливи од една страна од прекрасниот вокал на Изабел и се едно моќно стонерски бенд кој што содржи винтидж рок-н-рол елементи и ги комбинира и со модерен построк, меѓутоа е под силно влијание овој германски бенд на хард рок бендовите, односно психоделичните рок-н-рол и псайк бендови од 70-тите години на минатиот век, така што продолжение ги слушаме одличните Sound of Smoke, кои што три композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Tales, и потоа ќе се вратам да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во ТВ серијата From. Уживајте. Вие слушате радио канал 103, ова е 78-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата From.
А во овој сегмент на емисијата сакам да обрнеме внимание на улогите, односно на актерите и актерките кои што глумат во серијата, која е предводена од Харолд Периню, односно тој го глуми Бойд Стивенс, шерифот, малтене играта началник на градот, кој што се обидува да одржи некаков свој виден ред и мир во местенцето, чиј што син живее во комуната, додека тој живее во самиот град, че се раздвоени, а неговиот помошник, односно неговиот заменик, е подучен од страна на Бойд за да биде негова функционирачка замена во иднината со оглед на тоа што не знае што може да се случи утре со овој град кој што е под постојан напад на демонските представленија. Губитокот на сопругата го носи како невидлив товар на неговиот грб, за кој не му простува неговиот син, иако си има Бойд добро оправдување за неговите направени одлуки во минатото, меѓутоа не може да го врати назад или па да ги промени за да го задоволи. Тој е еден од протагонистите кој што има сомнеш од потребата на таа своевидна гилотина на плоштад, но е свесен дека мора некако да се бранат законите со сета сила која што му е на располагање и моќ за носење на одлуките во ова место, пред да настане некаква си ентропија, односно да завладее хаосот со оглед на тоа што нема да има човек кој што ќе диктира како да се однесуваат жителите на градот и кои правила и нормативи да ги почитуваат. Тој ги наоѓа талисмани за заштита во пештерата, кои се распределени во куќите на градот, со оглед на тоа што тој престојува една ноќ во бегство во пештерата и ги открива овие заштитници од злото, со кој што доколку во одредена просторија, која што ќе се затвори, се постави талисманот, тој автоматски станува свето место на кое што не може да продрат овие битија, освен се разбира, доколку не им биде овозможен пристапот со отворањето на вратите, прозорците или воопшто со нивното поканување во внатрешноста наликнели фамозните чинители за дефинирање на вампирите, например. Тие едни од тие нормативи гласат со одобрената покана за домот, односно со самиот процес на гостопримство му се дава сила на самиот гостин, односно на самиот нечестив гостин, така што на овој принцип, на оваа база функционираат и фигурираат и овие надприродни битија, ајде така да ги условиме, заради тоа што немаме адекватен, немаме соодветен збор, барем јас не сум запознаен со changelings, така што освен или битија кои што ја променуваат, го променуваат изгледот на нивната форма, тоа е преголема фразеологија за да можам да ја употребам во функцијата на ова епизода, така што ќе се држам со што е можно пократка категоризација. Каталина Сандино Морено е Табета Метјус, односно новодојдена во градчето, сопругата на Джим, мајка на Џули Итан, која се обзема да копа во подрумот на куќата во која што се сместени, заради тоа што ја плени интригата за да открие од каде доаѓа всушност струјата во нивниот објект. Таа била на работ на развод од нејзиниот сопруг, па доживеаната трагедија која што им се случила, ама се сближува со членовите на семејството во местенцето, заради тоа што има време и да си посвети на себе, а и да ги спознае и нив и да му помогне на низиниот син да порасне во мажот како што сака да го види од него. Еон Бейли го глуми Джим Метјус, односно исто така новодојденец, кој што е сопругот на Табета и таткото на Џули Итан, кој што работи како одржувач на забавни паркови, поради него и патуваат од град за град, кој што заедно со изумителот ќе се обидат да постават антена за уловување на радиосигнали за да стапат во комуникација со надворешноста од градот. Упорен е во своите намери и дострели, обидувајќи се да дојде до решението на секој проблем, поставувајќи ги пред се точните прашања на кои што сака да добие одговор
и тој исто така се обидува што е можно побрзо да најде начин за да се отстрани семејството од оваа местност во која што тие се заробени. Девид Алпај глуми Джейд, односно тоа е новодојденец кој што пристигнува во исто време како и семејството Метју со нивното Winnebago, односно со нивната камприколка. Тоа е богат софтвер девелопер, арогантен и самобендисан, кој што најпрви мисли дека се наоѓа во некој ARG, односно дека сите глумат некои си фиктивни ликови и се тука, односно тие се NPC-а во неговиот живот, а тоа е централна фигура околу која што се одвива наметнатото действие, додека не ја согледа пред се суровата вистина и се обиде да изнајде начин да ја изгради антената, искористувајќи го токму тој мистериозен довод на струја кој што го имаат сите куќи. Така што има многу интригантни ситуации како функционира всушност овој мистериозен град, иако нема никаква солуција или никаков си одговор за неговото постојање и фигурирање со оглед на тоа што од некаде мора да доаѓа струја, од некаде мора да се вметнуваат животните кои што се наоѓаат во самото село. Значи, некој некако на некој начин ги одржува во живот жителите кои што се заглавени во оваа местност, односно си изиграва божество кое што најверојатно ги надгледува додека тие хабитираат. Односно, тоа е моја предпоставка. Не мора тоа да значи дека е така, меѓутоа мислам дека има некаква си поголема приказност, зашто всушност конкретно тие ликови се одбрани да бидат заробеници на таа местност. Елизабет Саундерс ја глуми Дона, таа е главна и раководи со Колони Хаус, односно комуната кај што слободоволно си живеат луѓето кои што се забавуваат како да нема утре, така што таа е буквално антиподот, контрапунктот на начинот на одмерениот живот во градовите и сите кои што сакаат да не се покоруваат на правилата кои што важат во градот, односно најчесто тоа се млади кои сакаат да се забавуваат по секоја цена без разлика на тоа што се заглавени во градот, така што таа е своевидна мајка на овој предел и таа ги им ја допушта таа фриволност за да се изразуваат како што знаат и умеат. Така што тие се спротивното од тоа што може да се погледне во самите градови. Шон Мајундер го глуми отецот Катри, тоа е свештеникот кој што живее во градот, односно во тауншип, како што се нарекува на англиски, прилично енигматичен лик, кој што добивам до знаење дека може би премолчува неколку големи тајни од неговиот претходен живот, кои не би сакал другите да ги дознаат за да не ја наруши пред се репутацијата кој е проповодник на тие начела око за око пред се кој што ги поседува еден доста енигматичен лик, кој се уште сметам дека не кажува доволно колку што поседува и е важно за самата серија. Скот Меккорд го глуми Виктор, еден многу чуден и повлечен член во Колони Хаус, за кој ќе заклучиме дека е еден од најстарите жители, кој што како дете влече со себе кутија за ужинка, кој открива дрво кое е телепортиран низ простор и време и бидејќи е всушност градскиот будала, никој не му верува, освен малите деца кои што имаат некорумпирана имагинација и свест. Рики Хео глуми Кени Лиу, заменикот на шерифот кој што живее во градот, кој гледа премногу мртовци и е на работно откажување од професијата, иако треба да го наследи шерифот, ја подготвена страна на шерифот за таа функција, за жал е заљубен во лекарката која што е лесбека. Клое Ван Ланчхуд е Кристи, односно таа е докторката која што живее во градот, имала вереница во додешниот свет, која не знае дали би ја чекала да се врати дома или би продолжила со незиниот живот, а во неа, како што веќе би напоменав, е заљубен Кени, така што таа се наоѓа на еден своевиден крстопад со оглед на тоа што треба да одлучи дали би сакала да биде со Кени, иако има една индикација која што таа ја дава на назнака дека може би и ќе
остане со него со оглед на тоа што веќе не е сигурна дали има некој кој ја чека во надворешниот свет, кој што животот тече со една многу друга брзина по која што е препознаен. Меѓутоа, интригантно е тоа што луѓето, ликовите се извинувам, кои што биле една личност во надворешниот свет, може да се реобмислат буквално во ова местност, важи принципот на доаѓањето на туѓинецот, кој што ние во никаков контекст не би можеле, а и останатите ликови во самата серија не би можеле да знаат што всушност се случувало со нивниот живот, освен ако тие не им ја прераскажат нивната животна сага или ги насочат на што би требало да алудира нивниот живот надвор од оваа местност, така што многу мина ја злоупотребуваат таа позиција во која што се наоѓаат, а други па се пронаоѓаат себе си во самиот град, каде што значат нешто, за разлика од тоа што може би не биле ништо посебно, барем во надворешните предели. Така што има една своевидна двојба за тоа дали е пожелно да се остане на оваа местност или да се најде начин за бегство од ова робство. Пега Гафори ја глуми Фатима, таа е фриволна шителка во Колони Хаус, во која се залюбува и Џули, меѓутоа ќе добие предлог за брак од Елис, односно од Елис Стивенс, кој глуми Кортин Мур, синот на шерифот Бој, за кој што ви напоменав дека живее исто така во комуната, во Колони Хаус, кој не е во градот да живее заедно со неговиот татко. Еден вид на ослободување од стегите на родителот, односно coming of age тропа која што се применува и кај Елис и кај Џули, кои што одлучуваат да живеат во оваа комуна, а додека сме кај Џули Метјус ја глуми Хана Черами, таа е новодојдена која што живее во Колони Хаус, ќерка на Табита и Джим и сестра на Итан, која во знак на протест живее во комуната, а не во куќата која што ја добиваат незините родители и незиниот брак, и таа потајно се залюбува во слободоумната Фатима, која што очигледно се тепаат за незиното внимание и Елис и Џулија. Џули ги добива тие, односно се разгорува пламенот за неот, како ќе забележи дека Фатима има љубов за сите, без разлика на тоа дали се машки или женски, и ја споделува со нив, така што и Џули смета дека на поинтимно рамниште сака да се спознае со Фатима, и секако да не го забораваме Итан Метјус, односно братот на Џули, кој што исто така е новодојден во местноста, оглуми Сајмон Вебстер, кој што се спријателува со налудничавиот Виктор пред да исчезне, така што тој е можеби единствениот пријател кој што го има Виктор во оваа местност. Евери Конрад ја глуми Сара, таа е келнерка која што живее во градот заедно со братот Нейтан. Таа има халуцинации кои што се испишуваат, например, на незината рака, дека иницираат демоните да убива луѓе за да биде спасен незиниот брат Нейтан, кој што глуми Пол Зино, кој живее исто така во градот заедно со неа и се грижи за животните на фармата, така што Сара се наоѓа во една недоумица дали да направи едно злобно дело со кое што би нанела многу добро во светот, односно останатите би имале бенефит од таа незина одлука, меѓутоа сепак таа е склона да прави злоба и да нанесе некому штета, како што е, например, обидот за да го убие синот на семејството Метјус. И да не ја заборавиме Елизабет Мој, која што е глуми Тиан Чен Лиу, неразбирливата мајка на Кени, која што живее во градот и работи во ресторанот, неразбирлива заради тоа што говори на азиски и не може да се сосредоточи што точно кажува, меѓутоа со низината прекомерна глума и маниризам може да се забележи фрустрацијата или фуриозноста која што има конкретно кон арогантниот Джим, односно кон арогантниот Джейд, се избилувам, кој што престојува во куќата на заменикот на шерифот, кој и тоа како ќе го подучи на скромност со оглед на тоа што одамна никој му нема одржано неколку животни лекции на овој вообразен лик.
Така што тука може да направиме една кратка музичка пауза. Имено во продолжение на емисијата може да слушнеме King Bastard. Конкретно ќе слушнеме 3 композиции кои што се наоѓаат на нивното студиско издание It Came From The Void од бендот кој што ни доаѓа од Нью Йорк, односно од Stony Brook. Станува збор за албум издаден во, ако не се лажам, почетокот на оваа година. Е своевидна експериментална комбинаторика помеѓу прогресивните и психоделичните елементи, односно комбинација на doom rock со sludge и space rock елементи, значи една потентна комбинација на се што може да слушнете од еден модерен stoner rock бенд кој што си поигрува со многу дисторзија и си поигрува со моќното прикажување на интерпретирањето на stoner rock жанрот, меѓутоа амалгамирајќи го со најразлични, најшаранолики примеси кои го прават да звучи овој бенд King Bastard, тоа што всушност се од нивниот албум It Came From The Void. Ќе ги слушнеме Kepler 452b, Psychosis in a Vacuum и Black Hole Viscera. Така што патуваме низ универзумот со King Bastard и потоа ќе се вратиме на земјата да ви говорам за одредени специфики кои што ги има ТВ серијата From. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 78-то издание на емисијата ТВ 103 посветена на ТВ серијата From, а за самиот крај на емисијата сакам да подискутирам за одредените спецификации кои што и поседува оваа серија. Имено има одлична најава, кај што се прелева сцените од напуштеното градче, додека ја слушаме морничавата верзија на Ке Сера Сера во изведба на The Pixies. Режисери на серијата се Джек Бендер, кој што снима пилотот и 3 други епизоди, речиси половина од серијата паѓа на негов грб. А потоа Дженифер Лиао, Бред Турнер и Джеф Ренфро снимаат по 2 епизоди, со тоа што Джеф го снима и самото финале на серијата. Во контекст на музиката употребен е интензивиран синт на Крис Тилтон, кој што во миговите кога ќе падне ноќта и е засилен емоционалниот ламентирачки набој кога се тагува за оддалеченоста од животот на најблиските оставени во реалноста од страна на заробените во градчето. Поглед на сценографијата, како што веќе посочивме, се снима исклучиво во малото градче, односно помеѓу куќите, колибите, потоа низ уличките и доаѓајќи до шумата во која што неколку ликови продираат во неја во последната епизода. Се снима и во црквата во самото градче, во полициската станица, односно во сите локации кои што го сочинуваат тоа градче, односно во местенце. Поглед на фотографијата, користено е дневното светло, конкретно облачните денови во екстериерите, а навечер се снима во ентериери, нели, освен кога ликовите ќе мораат да преноќат во пештера или во комбе, не се излегува да се снима во ноќен екстериер. Очигледни се причинителите зошто не се практикува тоа, со оглед на тоа што секој кој што ќе стапне во незаштитен предел, односно предел во кој што нема талисман, кој што би го штител, ќе заврши со негово убивање, односно со негова смрт. Поглед на монтажата, серијата балансира стравични хорор елементи со зачудувачка приземја на научна фантастика, меѓутоа помеѓу нив впрегнува мелодрама која искрено да бидам има доминантна улога, иако серијата е дефинирана како научно-фантастичен хорор, што па значи дека во монтажата се остава поголем простор за впрегнување на заемни нишки помеѓу жителите и нивниот сооднос, за да биде, нели, истата таа драматуршка поставеност зачинета со жанровските елементи во поглед на костимографијата и шминката, значи се користи облека од денешното доба со ова забаталено градче, така што има цивилна гардероба која се разликува помеѓу пошареноликата облека на комуната и таа на граѓаните. Се разбира дека има некаква дистинција по која што начин на живот ги рефлектира и изборите кои што ви прават за да живеат во
различните локации, така што и самиот пристап се манифестира во самата костимографија. Во поглед на надприродното го има во процесот на телепортирање, ако може така да го наречеме, влегувањето во еден портал и излегувањето на сосема друга локација. Потоа, што е составен дел пред се од магичната шума, каде што се воочливи надприродните демонски повратници помеѓу живите кои што ги глумат, односно кои што се наликуваат на блиските, кои што имаат починато и ги искушуваат живите со тоа што би ги изманипулирале да им дозволат да стапнат во нивните домови за да ги уништат. Во поглед на хуморот и еротиката, хумор има во неколку, ајде да ги условиме како бедни обиди за флиртување, еротика нема ни трага од неа, на моје незадоволство, иако се воспоставува неколку љубовни корелации, нема сласт која што излегува на површината од поглед на ефектите. Најчесто специјалните ефекти кои што се практични и се прилично крвави, имаат декоративна функција, значи распарчените тела уште во прва епизода ги забележуваме, меѓутоа не процесот на нивно распарчување, така што само се декор и се присутни во поголем број на епизоди. Флешбек има во животот пред градчето, кој што е начнат во епизодите кој е значаен и релевантен за да пресудиме што точно се случувало, иако поголем број на ликови употребуваат на вербален премин низ времињата да се наврата на тоа што биле, а не на тоа што се. Секако жанровски, јас лично ќе ја дефинирам како научно-фантастичен хорор, иако секако дека овие жанровски чинители се присутни, сепак ова серија се базира на мелодрамата која што се воспоставува помеѓу ликовите. Англискиот е доминантен јазик, освен мајката на Кени, Тијан, која што си говори на корејски безпрестано поглед на недостатоците. Мислам дека поефективна ќе беше серијата доколку беше не доловена во 6 часа. Мислам дека беше непотребно продолжена со чекори во празно само за да се пролонгира пред се исчекувањето. А во поглед на континуитетот на епизодите, мислам дека има мелодраматичен празен од за фракциите помеѓу жителите на комуната и тие од градот. Успорува темпото во епизодите, кое комотно можеше да се надополни со стравичните призори, но тоа е што е. Поглед на градењето на ликовите, можноста за снимање на серија од 8 сати подразбира дека ќе има и тоа како доволно време да се посвети не само на соодносот на членовите на фамилијата Метјус, туку и на сите споредни ликови од серијата, за секој да се добие своја предложка што правил пред да дојде во градот и што прави додека се наоѓа во него. А ако треба да бараме слични серии на неа, дефинитивно Lost се разбира дека ќе биде првата аналогија со оглед на тоа што браќата Русо работеа на оваа продукција, така што тие имаат замешано прсти и во Дем, но во поново време ова е сродна серија повеќе со мистериозните Wayward Pines или па можеби Under the Dome. Односно, има Стивен Кинговски аспекти со самото тоа што се образува некаква си своевидна Американа во мало, односно заедница, во која што дознаваме всушност кој е волкот кој што носи човечка кожа, така што имаме демони и во човеколики облици, посебно кога ќе се обработува ова Америка во градче, односно тука се забележуваат најсилните Стивен Кинговски елементи, иако ова не е серија работена од него, меѓутоа верувам дека создавачот на From има минимум една книга прочитана од Стивен Кинг, потоа како соодветна замена доколку сакате да продолжите да гледате мистериозни научно-фантастични хорор серии, тука мораме да ги споменеме епизодите кои што ги имам посветено на од TV103 на Yellow Jackets, на Severance, на Tales from the Loop, на Devs, на Them, така што покрај нив Archive 81 се извинувам, морам и неја да ја напоменам, ќе ги спомнеме и DOA, потоа
Superstition, Creep Out, The Outer Limits, Day of the Dead, Amazing Stories, Shining Veil, Outer Range и Station 11. Тоа се барем по-познати ТВ серии кои што се актуелни и дел од нив се култни, како The Outer Limits, например. Меѓутоа, сите овие водат потекло од Twilight Zone и концептот кој што Род Серлинг го имал за овие моќни мистични прикази со и тоа како впечатливи пресврти поглед на атмосферата. Таа е стравична, се гарантирана е гледливоста и уведливоста. Верувам дека е доловена, а во епилогот забележуваме дека радиосигналот кој што го обезбедува Джим ќе наслушне преку него да едно предупредување да престане да копа неговата сопруга Табита во подрумот, со оглед на тоа што Табита паѓа од подрумот во една подземна јама, кај што се пресретнува со Виктор, кој се телепортирал преку магичното дрво од шумата и доаѓа во овој предел, предупредувајќи ја дека во подземјето всушност спијат чудовиштата кои го обиколуваат градот. Појди, Сара, бегаат низ пајажината на шумата, која што го заобиколува градот, водени од халуцинацијата на момчето во бело, односно Сара, е предводена од него и го слуша во чекорсето тоа што ќе и го сугерира, таа го турка по негова наредба шерифот Бойд во самото дрво каде што и Виктор има избегнато, меѓутоа тој останува заробен на ова дрво, а во тој миг во градот доаѓа автобус со нови ликови, така што има отворен крај за новите настани кои што би зависеле од буквалното излевање на новите посетители на градот, кои што си носат и со себе нови навики од местноста од кај што доаѓаат, меѓутоа се надевам дека барем во наредната сезона ќе може да се најде некаков начин да се мапира патувањето низ овој предел со оглед на тоа што се влегува во некој портал на магично дрво и се патува на друго место. Така што има некои мистерии кои што и тоа како не се одгатнат и се надевам дека ќе можеме да ги погледнеме во наредната сезона, а оваа сезона ја евалуирам со 8 од 10, да имаше повеќе жанровски елементи и изведба на специјални ефекти, а не само нивен декор, ќе имаше поголема оценка и доколку пред се беше редуцирана и скратено беше драматуршкото сало, мислам дека ќе беше поефективна и може би ќе се забрзаше динамиката на осветлување на мистеријата во иднина, за да добие нели поголема оценка. Сметам дека тоа е пресудно и да прикаже некои потфати кои што може би се непредвидливи, па пријатно да не изненади. Погледам продолжението, веќе ви напоменав дека е одобрено за оваа серија страна на Epix, што значи дека може би ќе се одгатне како е поврзан порталот со подрумот и може би ќе се стапи во нареден контакт со надворешноста, а автобусот кој што пристигнува во градот ќе значи дека ќе има еден дотор на нови ликови кои ќе заглават најверојатно во местноста, со оглед на тоа што еден умира, нови доаѓаат, ќе да е тој принципот на кој што функционира ова мистериозно место, меѓутоа многу повеќе прашања остануваат поставени отколку што се одгатнати со завршувањето на првата серија, односно првата сезона на From. А за крајот на емисијата ќе слушнеме две композиции од еден многу препознатлив бенд, барем за оваа емисија, со оглед на тоа што секој момент кога имам можност да промовирам некој нивен нов албум, како што тоа беше, например, ATW од 2018 или па Nothing as the Ideal од 2020-та, управам тоа во рамките на емисијата, а станува збор за одличниот бенд All Them Witches, кој што го издадува нивното винилно издание Live on the Internet во работено од 2021 година како еден вид на изведба на нивните најомилени композиции во живо, меѓутоа стримани на интернет и конечно имаме таа можност во целост ова легитимно издание да си го преслушаме и да замислиме како би работеле, доколку би биле изведени пред публика. Се надевам дека некогаш и овој бенд ќе дојде
поблиску до нас, ако не и во нашата држава, да може да погледнеме и да уживаме во нивниот звук, а до тогаш, ако некогаш воопшто се случи, ќе ги слушаме The Marriage of Quiet Woman и ќе слушнеме Чарлс Уилиам, кои што се наоѓаат на овој албум Live on the Internet. Вие го слушавте 78-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелецки, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на From. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ве нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.